Океј, дечки, стрес. Сега, кога човекот и како човекот чувствува стрес? Стрес е притисок од нешто, нели? Кога човекот чувствува даден тип на притисок, тогаш тој чувствува даден тип на стрес. Но притисок обично што прави? Притисок обично прави околината со нешто. Например, ќе ви дадам една убава дефиниција, па ја ќе ја парафразирам, не знам ни дали е точно цитирана, ама дефинитивно е парафразирана, што значи дека не е точен цитатот, ама како ја го јам разбрано, мислам дека е Ричард Лазарус, авторот или докторот, вели стрес е кога мислиме дека немаме доволно ресурси во нас за да се справиме со проблемите надвор од нас. Ако човекот има доволно ресурси во него да се справи со проблемите надвор од него, он тогаш не може да има стрес. Видите колку убава дефиниција. Со други зборови, ајде да кажеме, ако врне дожд и ако човекот има чадор, имаме ли ресурс? Да. Ако имаме ресурс, тогаш не можеме да имаме стрес, поради тоа што чадорот го спречува дождот. Ако искочите да частите пријатели, ама сте искочиле со 500 денара, тогаш не ви се доволни 500 денара, немате ресурс, поради тоа што сметките се едноставно поголеми. Ако нарачат луѓе повеќе нешта, тогаш едноставно тие пари не се доволни. Па човекот ако има 5000 денара или 15.000 денара, ете има ресурс со кој што може да се справи со проблемите кои што се околу него. Ако има некој човек трема да збори за јавен настан, замислете имате некоја ситуација каде што треба да одговарате нешто, студентот не е спремен, со други зборови нема знаење за самиот предмет, ќе има стрес, затоа што нема ресурс во него за да се справи со проблемот надвор од него. Или можеби студентот го има знаењето како знаење за самиот испит, ама нема знаење за контрола на простор, комуникацијски вештини, комуникација со луѓе, го нема тоа знаење. И она што се случува, тогаш затоа што тој го нема сопствениот ресурс во него за да се справи со таа дадена ситуација, она што се случува е фактички тој има стрес поради тоа што го нема ресурсот на знаењето за јавниот настап. Например, можеби човекот не го разбира сопствениот ум и му доаѓаат разни мисли, ама ако има потенцијално знаење, гледате, во себе, во врска со умот, тогаш он ќе се справи со мислите кои што умот му ги дава или кои што умот му ги прави. При тоа што може да има контрасила на надворешната сила која што влијае на него. Ако имате дадена ситуација каде што имате многу негативен човек во вашата околина, кој што влијае врз вас, и ако не знаете како да комуницирате со него, ако не знаете како да се справите со тој човек, тогаш подлегнувате на стресот и на притисокот на околината, поради тоа што го немате ресурсот во вас кој што треба да го развиете за да стресот го нема. Сега, сум зборувал ја за многу други теми, можда видите на YouTube за стрес, но денеска ќе зборувам од овој аспект, за да човекот развие способност во себе. Кога човекот ќе развие способност во себе, он е релаксиран. Да ви дадам друг пример. Ако имате ситуација каде што треба да возите автомобил некаде на отворено, но човекот не е вичен да го вози автомобилот, не е сигурен во себе да го вози автомобилот, тогаш она што се случува, тој ќе има стрес, но за некој друг човек кој што вози автомобил, така, тоа нема е стрес, затоа што он не има способноста во себе да го вози автомобилот, затоа што ја има способноста во самиот тој. Сега, целата таа ситуација, каде што ние во себе ќе развиеме даден тип на способност, ќе развиеме даден тип на сила, ќе развиеме даден тип на самодоверба, сигурност, како сакате кажете го. Кога човекот ќе го развие тоа во себе, тогаш она што се случува, тој може да иде контра работите кои што се околу него. Но ако човекот не работи на себе, да ги развие сите овие способности за кои што зборувам, он секогаш ќе има даден тип на стрес, тоест ќе се чувствува нелагодно, затоа што човек кој што секогаш е способен, кој што е вичен, кој што е мајстор во некоја работа, он е многу релаксиран во однос на тоа. И работите функционираат околу него.
Еве, например, може би вие не знаете нешто, некој ви се расипал лаптопот, ви се расипал компјутерот. И сега, она што се случува, вие може би се нервирате или имате некој мини стрес, затоа што не ви работи лаптопот, но кога ќе дојде некој кој што многу добро се развива во лаптопи, нели, не може би сте го приметили ова како еден возвишен феномен се поправа компјутерот сам по себе. Едноставно компјутерот ќе се среди. Компјутерот ќе се намести. Работите ќе се наштимаат во самиот компјутер, поради тоа што он има толку многу способност во себе да прави механичките работи околу него да функционираат. Така да, секогаш кога човекот има знаење, секогаш кога човекот има сигурност, секогаш кога човекот има самодоверба, тоа е контратежа на сите влијанија во околината кој што човекот може да ги има. Одберете еден тип на стрес кој што го имате. Може би имате стрес поради тоа што, не знам, дечкото ја напуштил девојкава и девојката има стрес што ако остане сама. Тоа е стрес. Но замислете, таа девојка работи на себе и открие зашто е страв да биде сама. И одеднаш почнува да ужива да е сама во незиното постоење. Не е проблем да биде сама. Она што се случува, незиниот стрес почнува да се губи поради тоа што не е веќе сама. Едноставно, односно сама е, ама нема проблем да биде сама. Ајде да кажеме, имате ситуација каде што шефот е некој кој што е може би тежок, кој што е некој кој што вика, кој што е некој кој што се дере и така натаму. Но вие имате проблем со некој кој што ви вика, поради тоа што може би тоа ве потсеќа на таткото која ви викал или мајката која ви викала или што и да е да ви тригерува. Но вие ако работите на себе и ако работите на собствената способност да се соочите со таков тип на емоција, како што е љутина, како што е антагонизам и така натаму, и доколку се соочите со сето тоа, вас ќе ви биде полесно и нема да го имате стресот кој што е предизвикан од дадена ситуација која што е во вашата околина. Така да е многу важно да човекот работи на себе да ги развие собствените потенцијали. Многу е важно човек да работи на себе да ја развие својата способност. И како човек ја развива собствената способност да се справува со некои работи, така стресовите околу него се намалуваат. Тоа не значи дека нема човек, например, човек може да има стрес, може да има страв во врска со дадени ситуации каде што отвара самиот тој повеќе проблеми. И да ви кажам, тоа е поубав стрес и страв, отколку стресот и стравот кој што доаѓа од комфорт зоната, каде што не растете. Затоа што вие кога ќе отворите проблемите, кога ќе го проширите просторот, кога ќе излезете надвор од комфорт зоната, имате работи кои што не ви се целосно под контрола. Сега, тоа што ви предизвикува? Тоа ви предизвикува стрес. Комфорт зоната е комфорт зона, така и се вика комфортна зона, поради тоа што работите се толку под контрола и вие ги држите тие конци, се е под конец, ги држите под контрола работите, ама нема освојување на некој нов простор. Седите таму, каде што е прекомотно и фактички човекот почнува да се намалува. Кога човекот ќе почне да се намалува, пропорционално работите околу него почнуваат да изгледат големи проблемчиња, едноставно дадени ситуации. Ако имате човек кој што не знае добро да комуницира, или човек кој што нема комуникацијски вештини, тогаш човек кој што нема комуникацијски вештини, она што се случува е, тој веројатно ќе влезе во многу проблеми и ќе искрира многу стрес поради тоа што има нерешени проблеми околу него. Така да за мене ако ме прашате, едно од најважните работи за човекот да се справи со стресот е да развие многу комуникацијски вештини. И тие комуникацијски вештини ќе ве донесат до ситуација каде што ќе бидете смирени да водите разговор и да водите комуникација со некого, поради тоа што комуникацијата ќе биде под ваша контрола и ќе можете вие да ја контролирате таа комуникација. И кога вие можете да ја контролирате таа комуникација, вие немате стрес околу вас. Поради тоа што имате контрола врз самата комуникација. И кога човекот ја има таа контрола врз комуникацијата, него му е поубаво. Он се чувства многу подобро. Зошто? Поради тоа што со самата негова способност он прави простор. Видете, простор прави.
Ама ако човекот нема способност, тогаш не може да направи простор, тоест не го држи просторот. Ако го држите просторот преку вашата способност, преку вашето знаење, преку вашата компетентност, тогаш затоа што го имате тој простор, гледате, немате стрес, поради тоа што си имате едно перниче, наречено компетентност, самодоверба, сигурност. И сето тоа, фактички, околу вас ви прави многу да се чувствувате убаво, да се чувствувате релаксирано, поради тоа што немате премногу притисоци околу вас од работи кои што фактички не можете да им го најдете крајот. Но кога човекот учи за животот, кога човекот учи во врска со работите, кога човекот знае да направи некои анализи, кога човекот е себе критичен, самокритичен, каде што може и самиот себе да се коригира и да се поправи, исто така е извор на релаксација, а не на стрес. Кога имате напредок, кога има човекот растење, кога се подобрува и така натаму, он се чувствува поубаво и поубаво и поубаво, поради тоа што знае дека превземал исправни чекори во врска со својот живот и постоење. Така да, едноставно многу е важно човекот да работи на себе и да ги превземе исправните чекори во неговиот живот и постоење. Поради тоа што, наједноставен пример, ако не превземете исправен чекор, не дај Боже, имате некој дечко ја превари девојката. Он после тоа ќе има стрес од самата девојка да не го фата, да не го најда, тоа е стрес. Ама зашто? Поради тоа што имал нечестност и неетика. Ама ако човекот е етичен и има морал и е одговорен, тогаш тој ќе има помалку стрес. Сега, треба да видиме исто така што е наша одговорност, што е до нас, што е до некој друг човек, но кога ќе преземе одговорност за нештото што е до нас, за нешто што ние сме го искреирали како проблем, и ако ја преземеме одговорноста, тогаш исто така имаме многу помалку стрес. Човек кој што не сака да преземе одговорност и не сака да ги коригира работите, тој ќе си остане со стресот во неговиот ум. Ајде да кажем, имате некој момче кој што и направил изгрешил на некоја девојка. Он после ќе страда од девојката, затоа што он ја направил грешката, сега он, за да избалансира грешката, он ќе рече дека девојката на него му сгрешила. И така натаму. Но ова, впрочем, го зборувавме најатиот пат, кога зборував за дадени механизми кои што ги има откриено филозофот Хабард. Но како и да е, поентата ми е дека ако имате дадена ситуација каде што имате некоја неетика и имате некоја неодговорност, тогаш гледайте таа неетика и неодговорност да ја коригирате, да ја исправите. И кога таа неетика и неодговорност ќе ја коригирате и ќе ја исправите, ќе видите дека работите ќе станат многу поубави, ќе станат многу полесни, ќе станат пофункционални. Вашиот живот ќе почне да функционира многу погладко. Поради тоа што кога сме исправни пред себе, например, дури кога работиме, ако дадете се од себе, кога сте сконцентрирани, кога знаете дека со етика, со морал, со честност се работите вашата работа, она што ќе се случи, вие ќе бидете горди тој ден. Без разлика какви притисоци сте имале, вие знаете дека сте го одработиле нештото најдобро. Сега, точно е дека има луѓе кои што ви прават стресови, кои што ви прават притисоци и така натаму. Но, ако сакате да видите како се справите со такви луѓе, гледайте го видеото, се вика како да препознаете енергетски вампири, го има на мојот YouTube канал и мислам дека е убаво секој од вас да го дзирне тоа видео, поради тоа што има многу убави информации. Сега, на секој човек стрес му предизвикува нешто што е различно. Разбирате, стрес може да му е возење со кола, стрес на некој човек му е излагање дома, стрес на друг човек му е да отиде од Скопје до Битола со автомобил, на друг човек стрес може да му биде, не знам, да приде на некоја девојка. Сега, сите тие стресови повторно водат корен во немање на дадени способности на кои што човекот мора да работи за да може да развие на некој начин контрола, на некој начин да развие самодоверба, да развие сигурност за со самото тоа што ќе развие контрола, самодоверба и сигурност, да може да направи справување со неговата ситуација која што во животот му постои. Значи, слушнете сега. Нема некој да дојде да ве спаси, сем вие. Со други зборови, ако посегнете по учење, ако посегнете по промена, ако посегнете по консултации, може да ги направите тие консултации со мене. Тоа се лични консултации така натаму.
со самото тоа што превземате одговорност, да стекнете знаење, вие ќе го нападнете стресот. Вие ќе ја нападнете ситуацијата. Но ако цело време чекате, таа ситуација не се менува ако ти не направиш ништо во врска со твојата ситуација. Која и да ти ситуацијата сега во овој момент, на која што вие помислувате што ви прави стрес, е нешто за кое што или не знаете доволно, или немате доволно одговорност, или едноставно не работите во исправна насока за да го решите тој проблем. Она што ја го правам со моите консултации, кога ги имам со моите клиенти, го анализираме проблемот кој што го имаат и врз база на проблемот кој што им прави стрес, кој што им прави проблем, им давам дадени податоци, им давам дадени техники, ги терам да направат нешто за да може да го нападнат тој проблем кој што им прави стрес, им прави страх, им прави вознемиреност и така натаму. И тоа е целата идеја. Да ви дадам насока, да ви дадам упатство, да ви покажам каде може да гледате, за да човекот може да направи промена во неговиот живот, во околината, во тоа што самиот тој го прави. Така да, тоа е поентата на консултациите кои што ја ги имам со моите клиенти и тоа е идејата на работењето со мене. Јас многу сакам да помагам на луѓе и многу сакам да помогнам на луѓе што имаат даден конкретен проблем и обично сум добар во тоа, да не се фалам, но имам многу приказни за успехот и на многу луѓе имам помогнато. Нема причина да чекате многу, поради тоа што гледате, чекањето ви предизвикува страв. Ако донесете одлука, пишете ми 078-261-771 е мојот број. Тоа е мојот личен телефон. 078-261-771. Може да ми пишете, може да ме контактирате, ќе закажеме консултации и ќе дојдете лично или можеме онлайн да се слушнеме вака со видео, за да ви помогнам да ги решите многу од проблемите кои што вие ги имате, затоа што проблемите кои што ви прават стрес се решливи, но не знаете можеби каде се податоците. Она што се случува е само ќе ви насочам главата и погледот кон дадено знаење кој што кога ќе го искористите во проблемот, тој проблем ќе се намали. Затоа што секое знаење кој што кога ќе го искористиш врз база на некој проблем, тој проблем ќе стане помек и ќе стане порешлив, а ти ќе станеш поцврст, ќе станеш појак како душа, како битие, ќе станеш многу помоќен. И со самото тоа, што ќе станеш појак и што ќе станеш помоќен, ќе почнеш да функционираш многу подобро во твојата околина. И колку повеќе ти ја напаѓаш околината, толку повеќе ти стрес си правиш на околината. Стрес не е ти буквално да ја направиш стрес, него сакам да кажам, ти вршиш притисок врз универзумот, физичкиот универзум околу нас. Ако ти го изградиш твојот универзум, во кој што имаш твои идеи, твои цели, твои визии, твои имагинации, твои работи кои што ги сакаш, и тој твој универзум го реализираш врз физичкиот универзум, тогаш ти го доминираш физичкиот универзум, тој не може да ти прави проблеми. Но ако ти немаш твој универзум, или имаш човек околу тебе што ти го саботира твојот универзум, те прави колеблив, не ти ги прифаќа идеите, секогаш си ти крив за некои работи и така натаму, тогаш ти го немаш тој универзум и многу имаш стрес од околината поради тоа што немаш сопствен универзум. Решението за многу работи е човекот да изгради сопствен универзум. Поради тоа што фактички физичкиот универзум, оваа планета, нели, фактички чека ти да ја искористиш за да го реализираш сопствениот универзум врз физичкиот универзум. Гледате, физички универзум што е? Лајвов, тоа е физички универзум. Телефон имам еден, телефон имам друг, една жена ме прашуваше пред некој ден, а ме вика, Жаре, зашо цело време гледаш лево, десно, зашо не гледаш на едно место? И објаснив на жената дека имам два телефона, едниот е на Инстаграм, другиот е на Фејсбук. И затоа се обидувам и кај вас да гледам и на Фејсбук да гледам, а мора мисли дека лево десно мрдам. Што и го правам, ама затоа што имам два телефона. Сега гледате, тоа е дел од физичкиот универзум, овие телефони, комуникацијата моја, но сето тоа доаѓа од мојот универзум да помогнам на луѓето понеделник, среди, петок од 8:30 да дадам некои лајвови, да дадам некое знаење со кое што луѓето може да си го променат или подобрат сопствениот живот. Сега, кога ја го имам тој мој универзум и кога тој мој универзум постои и е голем и е јак, при тоа што ја верувам во мојот универзум, тогаш она што се случува
ја го доминирам физичкиот универзум и имам многу помалку стрес. Ама човек кој што нема собствен универзум, што значи не е причина, него е ефект, тогаш ако го нема собствениот универзум, многу работи ќе му прават притисок поради тоа што он преку собствениот универзум не прави притисок врз околината, а во овој смисол мислам позитивен притисок со тоа што ќе влијае врз околината, затоа што сила е или околината влијае на вас или влијаете вие врз околината. Не треба да влијаеме на негативен начин врз околината, поради тоа што тоа е неодговорност и така секако ќе имате стрес и проблеми, но кога човек почнува да влијае на многу позитивен начин врз околината, дава позитивна енергија, да дава знаење, да дава афинитет, љубов, разбирање и така натаму врз неговата околина, тој човек не може да има многу стресни ситуации, поради тоа што живее во одговорност и живее во прекрасна енергија. Океј, ајде да повторам кај ќе имам предавање. Значи, на 3 Македонска Камедица прво, на 10 сме Скопје, во координација со Црвен крст, тоа ќе биде хуманитарно предавање за една преубава програма која што прават средношколци, се вика промоција на хумани вредности, ќе собереме, сите можете да донирате кој колку сака, 100 денара, 100 денара, 200, 200, 500, 1000, 1000, кој што може, за да може да се соберат средства за тој проект за промоција на хумани вредности. После тоа на 17 имаме предавање во Струмица, на 18 март имаме предавање во Охрид, на 24 март, 24 Куманово. Куманово е смене терминот од 4 на 24, поради тоа што едноставно требаше да се промени тој термин. Така да, тоа се термините за предавањата во живо, а лајвот продолжува во петок, а вие сите кои што цело време се мислите, затоа што многу луѓе има од вас ке ме речат, Жаре, 2 години се мислам да ти пишам. Си викам, што си морал 2 години да се мислиш да ме пишеш, пиши ми сега. Пишете ми одма, се чека малку, да, за терминче, ама не е тоа страшно, затоа што едноставно стварно имам доста клиенти со кои што работам, но ако ми се јавите сега ќе закажеме набрзо термин и ќе можеме да работиме на вашиот проблем, затоа што нема потреба цело време да го имате тој проблем. Што и да ве мачи сега, знам дека сега кој ви го зборам ова мислите на нешто, ама тоа нешто ако ви се мотка цело време во глава и не ви се разрешу, ви се враќа, тоа е нешто за кое што треба да разговараме и да му најдеме соодветно чаре, да го најдеме изворот на тој проблем и да го коригираме тој извор на тој проблем. Океј, ви посакувам убава вечер, се гледаме повторно во петок. Чао!